Ova vlast ne bira ni način ni sredstva za politički progon na опозицијата. Драконските казни за сега веќе осудените за случувањата од 27. април се само уште една потврда за методите на заевизмот кој владае во Македонија. Ова денес во Штип го истакна лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Ваков притисок е невиден во поновата историја во Република Македонија. Заев се закани на 28. април 2017 година и речиси 2 години потоа. Кацарска и рускоска испорача, класичен политички прогон и не може да помине веќе помеѓу граѓаните она класична демагогија која што доаѓа од Центарот за лаги и манипулации на СДСМ дека ние сме заштитувале насилство и така натаму. Оваа драконска казна е исклучително да се втера страв помеѓу гласачите, помеѓу граѓаните на Република Македонија, исто така да се пресметаат со политички неистомисленици. Од друга страна, според Мицковски, никогаш не се живеело полошо, а народот тоне во сиромаштија. Претходно бевме во посета на Свети Николе. Луѓето кои што имаат тезги таму се жалат дека никогаш не била посиромашна годината од аспект на купувачи. Се надеваат дека набрзо ќе дојде крајот и на заевизмот во Република Македонија, ќе дојдат вистински луѓе на вистински места и ќе можеме да тргнеме напред. Истото чувство го споделуваат и штипени, бевме во еден економски субјект, во еден производен погон, луѓето се занимаваат со производство кој што го пласираат и на домашниот, но и на странскиот пазар. Истата е слика секаде. Заевизмот се чувствува на секаде. Според Мицковски, казната за ваквата состојба на адреса на СДСМ треба да биде испорачана на 21. април. Ние се мобилизираме внатре-партиски, но исто така се обидуваме да допреме и до сите граѓани во Република Македонија без разлика на нивната етничка, партиска определба или партиска неопределба, да ги убедиме во сето она кое што ние мислиме дека во овој момент можеме да им го понудиме како решение за нивните реални проблеми. Не говориме она што сака да слушнат, него говориме она кое што мислиме дека реално можеме да го испорачаме од кога ќе добиеме нивната доверба. Честито, принципиелно и искрено.